Здраво живо, драги мои пријатели! Ние сме подготвени тука со екипата на Вкусот на традицијата за новиот рецепт на денот специјално за вас. Но ово е многу интересен. Зошто? Затоа што јас сама го создадов. А ќе ви кажам зошто. Се наоѓам тука инспиративна во Златно Бурекучково и едноставно си размислував што ми се случи претходната недела. Значи, секој одбива нешто кога ќе почнам да правам леќа, па ти сега со тие манџи, со тие чорби леќа, што ништо нема во неа, а знам колку е здрава. Но сега младите не можат да разберат колку е здрава леќата и затоа реков ќе ја направам на еден поинаков начин, белким ќе ја јадат. И нагости ми дојда и моите другарки. Кога ја доби визата за ни, вау, кога рекоа ваква леќа не сме јаделе до сега, јас реков ете го рецептот. Токму, значи кога сака нешто да бидне, ќе бидне. И јас викам, токму овој рецепт сега ќе си го споделам со моите пријатели. И ќе си биде така како што треба. И еве како се досетив. Значи една кеса е многу за една земјена тава. Нели, ова е средна големина, не е огромна, не е мала. Па четворица, петорица да јадат, убаво да се најадат. И да ви кажам, имав еден поголем стек. Стекот беше некаде околу 200-250 грама пилешкото бело месо. Еве го. Значи, со 250 грама месо ова ќе се направи. 100 грама сланина, половина кесичка од оние готовите, некаде околу 250 грама леќа. Ја ставате во врела вода да зоврие. Ништо во неа друго, значи апсолутно ништо. Само треба претходно да биде сварена леќата. Вие додека подготвувате, додека сечкате од потребните состојки, таа веќе ќе биде сварена 20 минути и се доволни. Значи половина кесичка, еве ја леќата тука, во потребните состојки, половина кесичка леќа сварена. Потоа, ви кажав 100 грама сланина ситно сечкана, еден морков, 2 патлиџана ситно насечкани, 3 до 4 пиперки ситно сечкани, една цела китка макдонос, неколку 2 до 3 чешниња лук, една главица кромит ситно сечкана, 2 јајца, масло по потреба, немаме вода тука, затоа што ова само се подпекува, пошто е претходно сварена, веќе си има и малку водичка во неа, едно вакво гранче, половина, да кажеме, свежо нане ги искористам, бибер, мешан сув зеленчук, сол, ким. Во ова приказна е многу важен кимот. И црвен пипер како за запршка. Што правиме прво? Ставаме во тавчето на загреана рингла масло. Околу 1 децилитар масло. И најпрвин ќе го ставам пилешкото месо да се запржи. Додека тоа се запржува, јас ќе ја насечкам сланината. Еве, тоа ќе почне сега да се пржи. А веќе ќе ја насечкам сланинката. Димена на дрва. Како вкус ки даде на леќата. Прсти да излижеш, прсти да излижеш. Веднаш ја ставам и сланинката. Многу е убава. За мене ќе си го чувам.
Сега, малку да зарумени, нели? Ќе го додадам кромидот и пиперката. И тие да се запржат. И ќе му ставам сега малку сол. Малку мешан сув зеленчук. Немојте да користите од саламурените, нека биде свеж, па мислам или свеж или замрзнат. Така. Леле. Каква миризба се шири. Ова има да биде мераци. Сега ќе го додадам кимот. Околу половина лажичка нека има. Или ако имате мелен, или ако имате вака, не е проблем. Ете така. Леле, колку ми се бенди со оваа тава. Да не можеш да и си изнајадеш. Сега, ако немате сланина, па не ставајте. Или ако немате пилешко месо, не ставајте пилешко, ставете само сланина. Ако имате од двете, и од двете ставите. Или ако немате сланина, имате некој колбавче под останото, па не го ставете го. Ете така. И не грижете се, значи не треба биде испржено, затоа што ова ќе си се крчка, убаво ќе се крчка. Сега ќе ја додадам пиперката. Така. И ќе промешам Ветува одлична тава, дури и нашите камермани позади камерата вака прават. Вие што не можете да ги видите, значи ја очекуваат ова тава сите заедно да ја пробаме, затоа што им мириса убаво. Ќе ви кажам уште една финта. Например, за леќата. Не мора да ја варите на рингла, па да испарува, па пушти аспиратор, било што. Попарете ја со врела вода, како претходно ќе измиете, попарете ја со врела вода кој што врие, затворете ја и ставете ја во загреана рерна на 250 степени. За 20 минути е готова. Еве и пиперчето се подиспржи. Сега ќе му го додадам и кромидот и морковот. Значи, гледате дека и во оваа тава колку многу зеленчук има. Ставајте зеленчук, не му ја мислете. Шо имате дома, ставајте. Еве го и морковчето. Така. Сега ова ќе го оставиме сигурно 1/10 минути да се пржи. Потоа го додавам лукот и сечканиот патлиџан и макдоносот и тоа е тоа. Понатаму ќе видите што друго ќе направам. Значи го оставам барем 10 минути да се испржи, да го пушти кромидот, својот сок, пиперката, после секако и патлиџанот. Ќе треба. Еве, веќе е убаво испржено. Ќе го додадам сега лукчето. Леќата бара лук. Бара многу лук.
И ако сте многу детно семејство, многу членови, тогаш ставете цела кеса леќа. Значи ставете околу 400-450 грама, ако треба цела војска да јадете. Но за да бидеме штедливи, нели, ќе си ставиме пола кесичка, па другата пола кесичка ќе си искористиме за нешто друго. Сега е време да ги ставам патлиџаните. И тие да скипнат, да се испржат и да пуштат сок. Кога ќе се испржат патлиџаните, тогаш веќе ќе биде финалето, пред печење. Еве сега да искинам неколку ливчиња од свежото нане. Другото за чајче. Или ќе го оставам да се исуши, и за гравче ќе го користам, што дае. Така се малку ќе го... Леле, како мириса, луѓе мои, како ова мириса, И ова ми наликува како турли тава со леќе. Ете така да го крстам рецептот, турли тава со леќе. Значи нема зеленчук што нема, тој што е основниот, значи што секој еден од нас во лагелни го има. Па сега кога ќе му ставам наненце, па со кимчето, мераци. Ете така. Ова е веќе готово и го исклучувам. Гледате, веќе си има течност, си има сок од самиот зеленчук. Затоа во потребните состојки немаме вода. Сега, ја земам леќата претходно сварена и во неја има малку вода. Така. И сега го ставам макдоносот. Цела китка макдонос. Шпоретот е исклучен. Сега останатото зајре го ставаме. Машала, тешко е. Касни порасни работата. Сега сето ова ќе го промешам. Така. Се да се изедначи. Погледнете какви убави бои има и ќе му ставам малку црвено пиперче. Да го обои. Колку половина кафена лажичка. Така. И тие што не јадеа леќа, сега ќе пројадат. Еве, ви гарантирам. Не може ова да не го сакаш. Вака подлабоко со лажицата. Еве си има тоа убава, доволно течно си има, но морам да пробам сега да видиме дали е доволно солено. Ништо не треба, што да му додам, ништо не треба. И ова треба всушност да си искрчка малку. Јајцето сега ќе го ставам од озгора и ќе ви кажам како ќе направам со јајцето, за да имаме уште повеќе протеин, нели сите та диети држиме, та ова, та тоа. И вака. Да влезе
да навлезе јајцето. Толку само, ништо повеќе. Ке го покриете садот, значи да си крчка во покриен сад. После тоа го отворате да фати малку меурчиња да крчка и ги чекам сите на трпезата заедно да ручаме. А вие останете со вкусот на традицијата да уживаме во ова прекрасно јадење. Драги гледачи, да ви кажам дека ово имам впечаток дека уште поубаво се погоди од колку кај мене дома. Уште поубаво, леле, погледнете. Си чади, ама земјена, тава си е земјена. Мераци. Со салатка, со лути пиперчиња, со лепче. Како може да биде вкусна и убава леќата. Со многу сланинче, многу лукче, многу макдонос, многу здрава тава. Чудесија има направено и нането и кимот. Леле, ова колку е добро. Прсти да си излижаш. Неверојатна комбинација на вкусови, значи неверојатна комбинација. Толку ми се допаѓа дури леќата, ако верувате, не се препознава леќата. Толку е ова добро искрчкано. Не е масно, не е ништо, полно со протеини. Дури за тие што се на диета, ова е одличен избор. Се гледаме последната емисија Вкусот на традицијата и тој што е добар човек, ниту лоши времиња, ниту лош човек може да го промени. Останете добри, тоа е најдобар избор. На здравје!